Почитувани, дали Оливер Спасовски се јавувал во СВР Штип и барал да се рже на полицијата во Кочани за спас на газдата на дискотеката Пулс? Што кријат јавното обвинителство и Коцевски? Според информациите кои излегоа во јавноста, обелоденети од медиумите, доаѓаме до фрапантни сознанија и вмешаност на врвот на власта на СДС во случајот со нелегалното работење на дискотеката Пулс. Имено, медиумите објавија телефонска конверзација помеѓу синот на газдата на Пулс, Михаил, и известна Бојана. Од конверзацијата се влече логичниот заклучок дека власта на СДС вешто го штитела газдата на Пулс, а во тоа биле вмешани и министри. Имено, според објавеното во медиумите, на 17 февруари 2022 година, синот на газдата Дејан Јованов Деко, Михаил, се јавува до известна Бојана и ја известува дека Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, се јавувал во СВР Штип за да ургира за дискотеката. И тоа со зборовите: Оливер Спасовски се јавувал у Штип, у полицијата за нас. Пошто Бојана го прашува Михаил зошто се јавувал Оливер Спасовски, дали за да ја намалат казната и за каква казна станува збор. Пошто Михаил и кажува дека добил информација за казна која требало да им биде наплатена од УЈП во висина од 40.000 евра и дека ургенцијата била со цел да не им досадува полицијата. И он кажал, тој началникот од Кочани, утре одма на информативен разговор да дојде кај началникот за Источна Македонија. Ке им сржнат малку да се посерат. Завршува Михаил. Јавното обвинителство и Љупчо Коцевски треба да кажат дали истражиле и дали го повикале Оливер Спасовски на информативен разговор. Дали е извршена проверка во полицијата во Штип и Кочани и дали постоела негова ургенција. Дали јавното обвинителство и Љупчо Коцевски постапиле според закон или го кријат и штитат Оливер Спасовски. Јавното обвинителство и Љупчо Коцевски да не молчат. Каква е улогата на Оливер Спасовски во заштитата на газдата на дискотеката Пулс и работата на дискотеката? Ви благодарам.